Ако се суди според мотивацијата и енергијата со која прифаќа нови предизвици, ќе си помислите дека Бил Тошев е младич, но неговото име веќе е во халата на славните на NBA поради играчката кариера, но и ангажманот како адвокат да издействува пензии за играчите кои биле дел од американската кошарка, уште пред да се формира професионалната лига. Господине Тошев, освен како поранешна звезда во NBA, ве знаат како и неуморен борец за генерацијата пред 1965-та. Објаснете ни што значи тоа. Јас ги застапував тие ветерани. Бев на конгресен распит во 1998 и во 2005 успеав да издействувам пензии за 40 од 85 мината кои ги представував. За жал, 45 од нив во меѓувреме починаа, но доколку жените се уште се меѓу живите, се стекнуваат со половина од нивната пензија. И денес се уште активно следи надпревари од NBA. Го прашавме кој му е омилен играч. Знаете, мене ми се интересни ниските играчи. Во моје време се играше со куси шорцеви, а денес играчите имаат долги, речиси како фустани. Ги сакам играчите кои се вешти со баскетот и кои се брзи, кои имаат преглед на играта и знаат во кој момент да ја додадат топката. И во Македонија кошарката е особено популарен спорт. Што може да им порачате? Како може да ги зацврста, да ги зајакнат своите редови, да имаат поголеми успеси? Најпрво треба да се испраќаат македонски играчи на универзитети во САД. Тоа е важно затоа што тука се учат основните правила за добро тренирање. Во САД има пари за таквите напори. Затоа има многу играчи од поранешна Југославија, Аргентина, Италија, кои во САД се озреваат кога играат пред публика од 20.000. Тајм-аут. Бил Тошев е првиот македонец кој играл професионална кошарка во Соединетите Американски држави за Олимпијанс од Индијана. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Детройт, Мичиген.